Специјална емисија на Срце на дланка посветена на приказните кои што ги обработуваме и емитуваме во рамки на оваа програма. Специјална емисија во која што ќе обработиме денес една тема која што е присутна во најголем број случаи од историите. Семејното насилство во нашата земја, дали е табу тема и како да се надмине истото и луѓето да живеат што е можно посрекно. За таа цел, денес во Срце на дланка, гостинка Валентина Ѓоргиевска, која што напиша и едно дело посветено на токму вакви приказни, вистински истории од жени кои што претрпеле семејно насилство и дел од нив излегле, дел од нив се уште се во тој круг или во тој лавиринт и чекаат на помош. Здраво, Вале. Здраво. Навистина имаме многу за разговор, најде да почнеме од почеток. Дали семејното насилство се уште во нашата земја е табу тема? Семејното насилство е табу тема, нешто се пробува сега повеќе да се зборува на таа тема, меѓутоа ќе речем дека треба да се најде и соодветниот начин на кој што треба да се зборува, но за почеток како први чекори добро е што веќе се стави на тапет темата семејно насилство, насилство врз жена. А не би рекла дека е само табу тема кај нас, бидејќи јас изминатиот период работев на оваа проблематика како новинар. Можем да речем дека тоа е секаде табу тема. Низ целиот свет? Из целиот свет. Дури во највисоко развиените земји, каде што мислиме дека свеста на луѓето е поголема и дека е подемократско однесување на државата и на самото општество, не е баш така. Дури јас се изненадив кога во разговор со една многу висока представничка во нашата земја од странска држава ме праша како дојде до тие приказни кога ни една жена нема да ти каже дека има проблеми со мажот. Сега зборуваме значи за мноштвото жени, а не каде што жената мора веќе доживеела насилство, тепа ни повикала полиција и ја виделе и комшиите или отишла во болница и така натаму. Мислам дека е така, само 2% се осмелуваат да го се пријават. осмелуваат, а другите нели премолчуваат и јас кога ја прашав зарем кај вас не е така, не рече ни една жена нема да ти каже дека има проблеми со својот маж, особено не жена која што сака да си го заштити бракот и семејството. И сега тука колку е правилно или неправилно, зависи од типот и од степенот на насилство, бидејќи сега не може за се и се што ние да велиме да ова е насилство брзо вика и полиција или некое обично недоразбирање или караница и така натаму, но кога зборуваме строго за насилство кое се случува во семејството, тука веќе е многу комплексно. И тоа не се сведува само на тоа дека мажот и жената денеска се степале. Тука се наталожени и закачени многу проблеми кои довеле до тој проблем, доколку се од самиот почеток било во ред, а понатаму нели малку по малку почнувале да искрснуваат проблеми кои прераснале во еден голем проблем и се претвориле во насилство. Добро е што почна да се зборува, но пак ќе речем жените не може да се осмелат, секоја жена пред се внимава на семејното достоинство и на имиджот на семејството во јавност или барем во поблискота околина, во поблиското обкружување. И нема туку така лесно да каже што се случува кај нив, за да не фрли дамка на себе си, на својот сопруг, на децата, на семејството. Затоа што ние сепак колку и да сакаме да избегаме од нештата, кога една работа веќе јавно ќе излезе, нема враќање. И ти понатаму можеш да го живееш најхармонично твојот живот, меѓутоа секогаш ќе бидеш покажан со прста, она семејство се тепа или повика полиција. Сепак од тие 2% кои што нели се осмелуваат да го кажат проблемот, се присутни и во нашите стори. Еден таков пример ќе предложам да го погледнеме. Тоа е младата мајка која живее во Куманово, Драгана Марковиќ, која што избега од еден таков брак поради тоа семејно насилство, подпомогната од тогашната свекрва, меѓутоа мораше да остави дете. Најчесто жртви се тука и децата. Ајде да го погледнеме прилогот, па потоа можеме и на таа тема малку да поразговараме. Може.
Драгана Марковиќ е 28 годишна мајка и за жал лице со пречки во развојот. Потекнува од Команово, таму и пораснала. Учела во специјално училиште, а веројатно психичката состојба ќе придонесат и за лошите избори во животот кои денес си го отежнуваат секојдневието. Пред 6 години раѓа дете и се мажи, но малтретирањето од сопругот и советите од свекрвата да бега од таа куќа за да се спаси, ќе каже таа ќе ја вратат во родната куќа, вечно да пати по ќерката која морала да ја остави и која денес не смее да ја гледа. Можеби некако се прибере и одлучува повторно да влезе во брак, но очигледно повторно ќе донесе лоша одлука, зашто кога дознава дека е повторно во блажена состојба, била принудена да се ослободи од бебето за да остане кај сопругот. Болката по првото дете нема да ја дозвола да го направи тоа, па одлучува да ја роди малата Божана која денес има 12 месеци и е целата нејзина среќа. За жал Драгана е невработена. Условите во куќата на татко и се лоши. Единствен приход е минималната плата од незиниот татко кој се грижи да обезбеди пелени и храна за внучето. Социјалните служби постојано ја посетуваат и укажуваат што треба да направи за да го задржи детето. Па Драгана била принудена сама да се качи на скала да кречи, но не знае како ќе обезбеди шпоретна дрва за угрев и доволно храна за неа и Божана, а ќе каже: нема да поднесам да останам и без Божана. Така само би ми ја убиле душата, додава таа. Добар ден, здраво. Драгана Марковиќ. Добро. Ти се јави. Да, се јавив. Живеам овде со татко ми. Без моментално сум од двата мажа. Од еден маж сум разведен и од другиот. Без никакви услови живот со дете. У едно собо колку може. Бору се за њум да не ми го земе мене држава њумо. Одите ги видите услови како живеам во таа соба. Велиш добро, но по гласот ми изгледаш Не, вознемирана. вознемирана што не можам со нејза на крај да дојду, зашто без никакви услови. У едно собо колку може у њума го чувам, без никакви елементи, без ништа, колку мога окречи за њума, ама па не е добро за њума. Ти искречи. Па јас искречив, кој немаше никој да ми поне сама не се ја чува во количката е. Ова е собата во која што живееш. Да, со незе, да. Овде живееме со незе, без никакви елементи, без никакви примања од држав. А што се случи со првиот, со вториот брак? Многу ме малтретираше, беше подесно наоколу и двојцата. Но ми рече, или дед, работира га дете, или ќе се разведам. Ја прифати да се разведу од njega, дете, због дете да си го зачувам. И за њума цел живот кој треба ќе се бору, само она да е со мене. Мене ми е многу тешко што сваки дан се бору за њума. И без никакви услови, без некој пати без едење, и без храна, ја не еду она да једе. Тоа се случи и денес. Да. Што мораше да дадеш да јаде? Што имаше дома, те компирчики успаражу, што имаше тој? Ти си гладна, се уште и во овој период од денот. Тој ми е, ќе издржую ја, колку можу ќе се бору. Док се снајду натаму, ќе се снајдуј. Толку многу ја сакаше, толку. Мене ме многу тешко за њум. Ја да трпу, ако треба ја ќе трпу по цело, дете ми е да ми е на едно. И тако сум ми пробра. И за прво дете работала, тако и за второто дете. За жал од првото си одвоена, не смееш да му се приближиш. Тоа беше Драгана Марковиќ, младата мајка од Команово, која што го стави срцето на дланка на почетокот на 4-та сезона од емисијата и која што влезе повторно во нова заедница во која повторно беше малтретирана. Доби уште едно дете од невенчаниот сопруг, но повторно беше осудена сама да го гледа. Денес таа е социјален случај и молеше по институциите, го молеше и народот да ја помогне кога разговаравме и се помогна во одреден момент, меѓутоа дали може вечно да се помага на ваквите случаи, кое е решението за да може да се вклучи во системот, вработување, да се даде на ваквите мајки бесплатна градинка за децата, за да може да ги остави, бидејќи таа зема 5-6 000 социјална помош, како ќе го помине месецот со тие пари да гледа и дете и куќа. Прво, значи, во поразвиените земји во кои што стремиме да одиме и ние,
Секоја мајка треба да биде згрижена во смисла на тоа да нема проблеми со одгледување на своето дете, со градинка и со основни услови за живот и за екзистенција. Меѓутоа, кога се случуваат вакви случаи, ние колку и да сакаме да помогнеме, тоа е само еднократна, двократна или повеќекратна поддршка и помош. Секојдневниот проблем останува на грбот на младата госпоја која се соочува со такви проблеми. И сега сите решенија водат кон државата. Бидејќи ние во секое семејство имаме различни типови на луѓе, различни проблеми, различни традиции, различни предрасуди, различни гледишта и секогаш тоа може да води кон еден конечно решавање на проблемот со развод. И заминуваш во друга заедница. И од како што кажавте, во другата заедница се појавиле проблеми. И сега жената повторно изложена на уште поголеми проблеми, на социјален случај, на улица нема работа. Меѓутоа, кога државата би имала еден совршен, ако не совршен, барем пристоен или одличен систем на функционирање, кога ние би имале силни служби на терен и кога ние би имале концепт како тоа да профункционира на вистински начин, неа ќе се укаже помош без ние да дури да знаеме за тоа, ќе знае каде да тропне, на која врата, ќе се овозможи нели стан или престојувалиште, ќе се овозможи дури асистент ако треба, ако има некакви здравствени проблеми во одгледување на нејзиното дете, ќе се овозможат финансии за да може комотно да живее во смисла на тоа да може денеска да си дозволи оброк и себе си на своето дете, основни услови за живот. Значи пак сите патишта водат кон институциите и кон државата. Дали ги вршат своите обврски институциите? Ние како новинари, меѓу кои и вие со вашата емисија, која јас многу ја почитувам од таа гледна точка, се обидуваме сега нешто да сториме, нешто повеќе. Ние не можеме да ги обвиниме до тој степен, како што знаеме институциите, дека ништо не прават, затоа што многу пати и тие не знаат што треба да прават. Кога овие случаи ќе допрат до тие институции каде што има професионалци од типот на социолози, психолози, понатаму МВР и други служби, тие кога ќе го преземат случајот, ако веќе забележат дека некаде законот не функционира, и самите тие ќе го променат или ќе направат обид. И чекор по чекор ќе се дојдат до некои поквалитетни решенија. Бидејќи, како што реков, сега еве ние ќе го соопштиме случајот пред јавноста, јавноста ќе прочита или ќе го види, некој што се чувствува, да речем, поемпатично ќе однесе храна или што треба и се завршува тука. Проблемот не е решен. А кога државата ќе го реши, кога нашите служби многу поодговорно и посериозно ќе му пристапат на секој случај индивидуално и кога истите ние новинари ќе ги иницираме секаде онаму каде што има проблем тоа да го направат, мислам дека многу лесно ќе се дојде до секое решение. Сепак ние не сме некоја голема држава, ние сме еден прилично мал број, да речем, во однос на држава 2 милиони и нешто и може да се најде соодветно решение за секого. А особено за луѓето на кои навистина им треба помош и безпомошните жени, тоа мора да се направи. Има веројатно тука улога и општината, бидејќи има од секаква рурална средина, да речеме, ни села Македонија. Имаме ние служби, организации, имаме ние, значи, но дали поставеност, на терен? Но само треба теренски тоа да се реализира како што треба, односно да се најде врска меѓу она жена, има многу жени што не ни знаат дека државата треба да ја заштити, дека треба некаде доди во некоја институција, бидејќи сега степенот на образованост на сите не ни е ист. Дури на многу образовани жени не знаат како тоа да го решат. Сега кога ние како медиуми би се вклучиле повеќе да ги, не би рекла едуцираме, меѓутоа повеќе да им укажуваме на луѓето кои се начините. Имаме многу мал број на емисии. Јас освен вашава, навистина и не знам некоја друга која што се занимава и реков дека кај нас не достигаат во едно интервју кое вас ви го правев социјални новинари од тој тип што значи ќе ги откриваат нештата и кога ти ќе го приложиш на јавност и на институциите, тие ќе преземат се што треба. А како што реков, каде што нема закон, ќе се вклучат повеќе фактори и од луѓе што нели ќе интервенираат во правната регулатива, луѓе од безбедносниот сектор, од социјалните служби, од општините, значи тој еден врзан систем во кој што предпоставувам и сигурна сум дека законот и поставеноста е совршено направен, а и сега како ние тоа теренски да го изведеме и во реалноста да го изведеме токму како што треба да биде изведено.
Сега ќе погледнеме уште еден пример од нашите стории, од Срце на дланка. Тоа е баба Лена од Рачево. Таа потекнува од Куманово, меѓутоа е мажена тука во селото Драчево, каде што од самото склучување на бракот со супругот вели дека е малтретирана, неколку пати е пријавуван супругот во полиција, меѓутоа ќе го погледнеме, па можеме и да продискутираме што кога лицето не знае што треба да прави, необразовано и не знае на која институција да тропне. Лена Лазарова е родена Кумановка која животот го минува тешко поради лошиот избор на животен партнер, ќе каже таа. Порасната во Новоселјане, во семејство од 6 деца, можеби тоа и е најдобриот период на кој таа може да се сети во животот. На свој 26 години се мажи и оттогаш и започнува тешкиот живот и маките. Раѓа син која сама ќе го одгледа поради тоа што често сопругот е отсутен од дома и не се грижал за семејството. Додека била способна работела и се снаоѓала за парче леп. Многу пати ќе рече баба Лена била физички напаѓана од сопругот поради што во неколку наврати бил пријавуван и лежал во притвор. Таа тогаш заминувала кај браќата додека да ги заздрави раните на телото и душата. Се враќала и во родното Куманово каде чувала стари лица додека можела. Официјално соопшти дека била разведена од мажот кој сега живеел во Кратово со својата пензија, но веќе годините ја совладуваат, а силата и желбата за животи се намалуваат. Ништо убаво не сум видела во овој живот, ќе додаде таа. Ми се јави бившиот сопруг и ми рече дека можам да се вратам во куќата во Драчево, но тука немам ниту струја, ниту вода, немам ниту храна, се хранам со трошки. Со денови сум седела гладна и во солзи, ќе додаде таа. И иако и душата би ја дала за синот кој живее и работи во Хрватска, ќе рече само уште еднаш, барем да го видам, се би дала, иако тој за мене не се грижи и ми рече сама да се снаоѓам како знам и умеам. Оваа жена не знае ниту како ќе ја помине зимата, зашто нема ниту денар, ниту пензија, ниту социјална помош, а ако некој не ѝ помогне, со дрва и кебиња, до пролет може и да измрзне, завршува баба Лена. Баба Лена од Драчево буквално не пречека на улицата и не чекаше со денови, бидејќи навистина и требаше помош. Вели, додека можев, додека бев помлада, чував стари лица и на тој начин си го купував левот. Сега веќе нема никаков приход и вели дека се уште е малтретирана од супругот кој што оди во село во Маврово и кога ќе ја потроши пензијата и ќе се врати во Драчево, ја тепа и малтретира. Баба Лена не знаеше каде да тропне. Во моментот кога одеше сторијата и беше помогнато, меѓутоа за тој период и беше однесена храна, но тука не е решен проблемот. Како да се реши проблемот кај ваквите стари лица кои што се безпомошни, таа слабо гледаше, навистина имаше и здравствени проблеми, а не знае ни на која институција да се обрати. Според мене баба Лена е херој и многу посовесна од многу едуцирани луѓе, бидејќи сепак нешто презела и побарала помош ако ништо друго од соседите и од вас или од некој што ви укажал дека постои таква баба која има таков проблем. Вака сега ние имавме попис според кој требаше да се утврди, да се лоцира кој човек кај живее, што е како и со што се занимава. И колку имаме невработени социјални случаи и така натаму. Сметам првенствено дека сите тие служби, бидејќи компјутерски ги имаат сите податоци, кога ќе забележат дека некаде нешто не е во ред, самите дека треба да ги посетуваат тие луѓе и да видат како живеат, со што живеат и кога веќе ќе ги имаат појасни информации, понатаму како што рековме, други служби ќе се вклучат и ќе го решат тој случај. Во случајот на баба Лена, добро е што таа повикала полиција. Полицијата е сепак најрелевантна институција која што може да реши некаков проблем од таков тип. Но има и еден многу убав систем во другите земји кој што се вика наблюдување на соседите. Каде што соседите кога ќе забележат дека има некој проблем, меѓутоа вистински проблем не одрекла кажала, да го пријават и барем денеска постои начин анонимно да се прати, предпоставувам, мејл во службите, дека на тајта адреса, тајта личност нема трпи насилство или малтретирање од сопругот, па да проверат, да наблюдуваат и така натаму. И понатаму, рековме,
службите за безбедност ќе интервенираат по своите принципи и методи на работа. Но многу е битно да се одважат жените кои навистина трпат физичко насилство, ако не сакаат преку медиум, имаат и SOS линија која што е на Сожама и таа е уште од 90-тите години, многу ретко се користеше, сега се повеќе и повеќе. И кога јас разговарав, неодамна ја пишував монографијата на Сојузот на организација на жени со почитуваната госпоѓа Савка Тодоровска, и таа вака ми вели: сега велат луѓето повеќе има насилство од порано. А јас им велам не, сега повеќе се јавуваат. Насилството постоело и тогаш, меѓутоа сега луѓето, жените се охрабрени и кога навистина ќе има некој проблем, ќе посегне по телефонот, ќе се јави, ќе го соопшти проблемот. Така што таа е првиот обид, првата линија според која некој безпомошно лице и жена, колку и да, да речем условно, не е образована или не е едуцирана, тоа е барем лесно да се крене SOS телефонот на Сожама и да се каже својот проблем. Тие ќе го запишат и понатаму го спроведуваат каде треба. Меѓутоа, ние најчесто, барем ние, третираме лица кои што се или необразовани, или немаат телефон, или се од нека рурална средина кои немаат допирна точка со... Тогаш општините треба преку своите социјални служби да се многу почесто на терен. И многу почесто да ги посетуваат, дури ако треба и законски да се направи истражување куќа по куќа, каде што има потреба. Рековме дека ние по тие села немаме кој знаат колкава пренаселеност, се знаат точно значи кои семејства може да обстанат, да екзистираат, а кои се соочуваат со финансиски проблеми. Кој да го прашате во одредено село ќе ви каже кое семејство каков проблем има. Дали ќе ја кажат вистината? Понекогаш тоа зависи од нив. Сега некој што не сака да му помогнеш, ти не може со сила. А кога ќе ја каже вистината и каде што треба и секако да не биде злоупотребена, прераскажана и така натаму, сепак тоа треба да се одвива во една дискреција меѓу тие што нели се задолжени за тоа и луѓето кои имаат проблем. Не е секој човек отворен да може да го каже, дури најотворените луѓе често пати проблемот го кријат во себе. Но затоа велам дека мора да се иницира теренски повеќе да се работи од страна на социјалните служби, на општините, да се вработуваат повеќе луѓе, повеќе тимови да се направат, затоа што навистина е проблем. А кај нас, ние сакале да признаеме или не, според релевантни истражувања кои јас како новинар ги прикажав во книгата Горка Кнедла, објавена од новинари за човекови права, ние сме за жал на трето, односно второ место по семејно насилство и жените жртви на насилство на целиот Балкан и пошироко, што е една многу лоша позиција, многу лошо место ти да си според насилство втори или трет, односно велат секоја втора или трета жена е жртва на насилство. Бидејќи ние немаме само физичко насилство, психичко насилство, различен тип насилство имаме. Сега сите овие работи ние што ги правиме како новинари е нели да жените да се свесни да може да препознаат каде е насилството, бидејќи не се го дефинираат како насилство. Често пати како одреден инцидент, недоразбирање, не може да го препознаат и живеат во еден таков затворен тежок круг. Меѓутоа кога ќе го препознаеш и кога веќе ќе почнеш да собираш информации како можеш да го решиш проблемот, почнуваш некој обид, се поврзува со луѓе кои ќе ти помогнат и на крај ќе дојдеш до некое решение. Се вртиме и пак доаѓаме до оној момент дека се зависи од институциите и нивното теренско работење за повеќе да ги истражуваат работите. Уште еден случај што е сега свеж од пред неколку недели, месеци, во Срце на Дланка, Сладјана од Ранковца. Таа беше жртва на семејно насилство и го раскажа својот проблем, остана сама, а во моментов нема ниту лични документи за да се вклучи во системот, за да добие работа, а е млад, 47-8 години, а сепак живее многу тешко. Сладјана Санковиќ на само 47 години чувствува преголема тежина во својата душа. Родена во Козји Дол, Трговиште, уште како дете седела под кири и била тепана и омаловажувана од сите. Млада се мажи во Германија, родила 3 деца. За жал едното го изгубила и доживеала најголема болка што една мајка може да доживее. И другите 2 деца, керката и синот, немале ништо подобар живот.
Работела како аргат за да ја дадат за облека и леп за да ги испрати на училиште како другите деца. Била жртва, ќе рече таа, на семејно насилство, па морала да се одлучи за усамен живот зашто супругот сакал да ги продаде децата за пари. Не ми треба живот без децата, децидно, ќе каже оваа жена. Денес таа живее во едно осамено куќарче во Ранковце, сама и дење и ноќе. Преплашена е за својот живот, која иако е неписмена и не знае дури ни колку години има, сепак знае како е да сака и да се бори за свое. Поради проблемите ќерката многу мала се омажила, а синот работи колку да ја плати киријата и да ја купи лекови. Иако трпи и за леп, се храни по контейнери или на гробишта, ако најде оставена храна по гробовите, вели Слаѓана. Лекови фрлени во ѓубре знае да ги земи и спореди со незините, па дури и да ги испие ако не е добро. Може би само средства и помош за да извади лична карта и да добива социјална помош или пак да се вработи во некоја фабрика во Паланка е клучот кој би го отворил и решил незиниот проблем за спас на уште еден тажен и невин живот. Добар ден. Добар ден. Слаѓана. Браво. Како Слаѓана. Се пријавивте во Срце на дланка. Да, пријавиле ме некои пријатели. Зошто? Што ви е проблемот? Па нема се услови, сама страме. Синкат дојде кад не, тешко е, ама нема што да се чини. Фала на Господа и на некој што живу снима. Некој ми пружи, некој за едење, некој, некад па у континери има. Нешто скучиња, нешто смачиња, живи. Немате свој дом? Немам. Разведена сте? Не сам ни била брак, мужот е бил голем пијаница. Од куќу што ми дадеше луѓе на деца, он краднеше и даваше на другите. И јас сам морала све да криеш све под клучеви, све под катанци. Тука ова не е ваша куќа? Не, на други луѓе. Едни су Ранковци, едни су по Скопје. Тие се баш главните умрени, млади, има некои, не ги ни познавамо. Сигурно се плашите, сама сте, живеете во Па оваа ќе се куќа. плашиш, како нема се плаши, страшно е. Кад ga нема дете, возила поминуе, застанет, тебе те страи светло, ако има страме да запалу светло, сама особа. Там се ме нападале на куќу и сакме од тие услови стра, од тут шума, од овут шума, и газдата рече, ово е рече страшно, јас сам муж, рече, мене ме страа, обај жена рече, од памет ќе се мрдне. Па немам услови, за личну карту немам услови, имам проблеми. Нигде не може да отиду, имам дете у Куманово женено ќерку, без личну карту не смем нигде да мрднам. А овде ме знаат по Ранковце, наши. Зошто немате лична карта? Па немам услови да плаќам, пристој плаќаше у Паланку. И они ми го земаа дека изидена. Понапред работеше по народ, не прскао траву, иду копам, прашу, помагам. И заштедиш некој динар, иду плату. Србија не плаќам многу, ама овде ме једе у Паланку, немам услови да плату. И тражит газда да се подпише дека седу на стан, у туѓу куќу немам услови. А газдите овде неќев, заеднички куќе, со голему фамилiju неќев. И немам документ, немам услови ни со што да изваду. Но може да поднесете и за социјална помош кога би имале лична карта. И па оно ќе можем, а со што да го направам кад немам услови? Малку фали за да живеете безгрижно. Па сега А како ја плаќате киријата тука, Слаѓана? Некад иду помогну на газдите доле, некад синат, кад ми даде пари, ако треба нешто да купу за штеду, да не купуju друго за Колку дома. плаќате кирија? Скупачко е, за мене е скупо. 1000 кој уште 500 денара, вода има, неќу криво там вода немаше, струја има. Газдата, ако имам проблеми, каже ми, јави се, вика на нас, вика, зазвони, пушти сигнал, ми ќе ти се јајмо, ја ќе решавам проблеми ако некој ме третира. Остануваш ли без храна, Слаѓана? Па и да остану, но кој ќе те праша? Ќе те види некој, ќе дојде? Никој те не шмринга. Данас си бил, јутре не. И па како се прехрануваш, како живееш, Слаѓана? Па у пазар има леп, купиш од теј, онакој да купу од продавницу, нема се услови, све е скупо. Уде ќе ga купу? А со леп? Со леп имам туршијицу, компири, тури свари. Некад па и по парак. Бајат леп купуваш? Па тај леп ga купујат за кучиња, ја ga купују за ручање. Они ga од пазар купујат за кучиња, ја ga купу за едење. Навистина ви е тежок животот. Па што да правиш? Што да се прави? Тоа што се мора, мора се значи. Не еден ден ли е. Лекови скупи да купу.
Имате и здравствени проблеми? Па имам и лекови пiju. Не сам добра со здравје. Едно од стресови, дете ми првња умре 3 месеца. Да не суди Господ никому. Ја викам све како све, нек су живи и здрави сви. Али ни една мајка да не тури своје дете у црну земју, многу е тешко. Ама нема што да се чини. Ајде друго све ќе се сноди човек. Ама здравјето не може да го врати назад. И стресови чим ти улегнат, како да те сви да те маат цело Ранковце. Ја од цело Ранковце немам толку лошо, како тој ненормално. Али нема што да се чини. Па фала на Бога, како не е овај полиција, па не може главу да подигне од пусти страх. Тоа беше примерот на Сладјана од Ранковце, која што навистина не испрати со солзи, бидејќи многу често е осамена. Вели, кој знае кога повторно ќе ми дојдат луѓе. И навистина ни кажа дека била од млада жртва на семено насилство, поради што морала да го остави сопругот, сама да ги доодгледа децата, кои што, ете, како што рече таа, сопругот сакал дури кога биле мали да ги продаде. Нема ниту личен документ за да може да се вклучи некаде и да заработи за леп. Буквално, ако најде нешто во корпите за отпадоци или ако некој белеше одам и по гробиште да собирам леп, само за да нели го залажам стомакот. Па случајот веќе е пред јавноста, вие сте го откриле, сте го завршиле вашето. Сте ја снимиле, веќе и предпоставувам дека луѓе кои се вклучени во тие служби го погледале тоа и може да преземат конкретни мерки, затоа што немањето на лични документи исто така беше тема која ја работев еден период преку неколку прилози новинарски, исто така многу голем проблем со луѓето и од некои заедници во државава и со поединци и во процес на решавање. Бидејќи сепак ние некои работи ги имавме со децении запоставено и сега кога од потехпих почнавме да ги вадиме, ги решаваме и секако дел по дел. Не може ништо преку ноќ. Меѓутоа се надевам дека и за тоа брзо ќе се најде решение, а конкретно за случајот на Сладјана сметам дека треба да и се подаде рака веднаш од тие што може и треба тоа да го направат. Таа немаше ни пари да отиде да извади лична карта. Да, и тоа не го кажа. Тоа е веќе разбирливо. Кога нема приходи, нема и од што да има, дури ни 50, ни 100, ни 200 денари. Така што веднаш треба да се интервенира од страна на тие што се задолжени и што примаат државни пари за тоа. Пред самиот крај Горка Кнедла, книга која што од 2016 е напишана, меѓутоа и голем број на приказни не се тука. Тоа говори уште... Имавме многу материјал и малку мораше да се селектира. Но ни докажува дека навистина многу има семено насилство во Македонија. Секоја, јас како што истражив, секоја 7 жена е жртва на семено насилство. А секоја година се дуплира процентот на малтретирани жени. Која, приказна би ја истакнала од книгата како една од најранливите? Сите си имаат своја ранливост и, да речем, своја тежина и тешкотија, не само тежина. Многу материјал отпадна. Овие текстови кои јас ги правев за текст МК под во рамките на новинари за човекови права, се сите вистински истории, како што и вие ги правите на терен, и јас ги правев преку некој мој новинарски пристап до одредени луѓе и личности кои имаат проблем. Сите се многу тешки, но се обидував да ги прикажам како бајки. За жал, тоа беше единствениот можен начин во тој момент за да бидат прифатливи од поширока читателска публика. И направени се баш во тој стил интересни за читање, а се со многу тешка содржина и доста суптилни. Сите се во книгава жени малтретирани, нема мажи малтретирани? Вака, не се само малтретирани во физичка смисла, туку од различен тип прикажано е насилството, и психичко, институционално, мобинг, неприфатено, значи различни типови на насилство врз жена. А за мажите ќе пишувам посебна книга, бидејќи исто така имам доста приказни и не може да речеме ни дека само жените се малтретирани во никој случај. Дури можам да речам многу и на моменти
потешко звучат приказните на мажи малтретирани од жени на суптилен или на директен начин, бидејќи и мажите имаат проблеми, не се сите жени совршени, како што не се ни сите мажи совршени. А најчесто сите ние кои сме нели во една заедница, во едно општество сме и жртви на условите во кои живееме. Во некое помирно време, помирни биле и случувањата во семејството. Денеска во овој турбулентен живот се случуваат повеќе куршлуси токму поради начинот на живот и поради разни други околности. Дали се поврзани сиромаштијата и насилството? Сиромаштијата е главниот. Значи не можеш да одбегнеш ти. Главниот услов за насилство е сиромаштија. Заради тоа обрна внимание, дури морам да откријам, пишувам една лична книга која што ќе содржи доста лични приказни од луѓе кои се условно речено на дното или на маргините до светски познати личности. Така во една лепеза ги опфаќам сите личности преку мојата животна приказна и во која што ставам посебен акцент на насилство, на сиромаштијата. Со тоа и почнувам, бидејќи ти каде што немаш на масата ништо, каде што си сиромав, ти си сиромав не само на трпезата, туку и во душата, и од тука потекнуваат нели сите тие нагони, сите тие инстинкти за меѓусебни пресметки, физички и така натака. Значи буквално е поврзано прв и основен услов за насилство е сиромаштијата, која мора да се реши подитно секаде каде што е присутна. Нели споменавме и сите жени кои дале свој исказ, тоа се жени кои веќе немаат каде додат понатаму, дошле до зидот, бидејќи сиромаштијата е нивната потпора, а не дека сакала да излезе во јавност, нели дури да си го руши сопственото достоинство за да каже што и се случува. Тоа мора државата да го реши. Апелираме сите ние новинари, секој на свој начин, преку своите објави, преку своите текстови, така што многу убаво го лоциравте вистинскиот проблем. Сиромаштијата е почетниот проблем на се. Понатаму и да речам психичките нели заболувања кај луѓето кои се појавуваат или можеби со текот на времето влегле луѓето во некоја психичка состојба несоодветна и така натаму, меѓутоа се почнува од да речем нулата која што е сиромаштија. Јас мислам дека за семејно насилство можеме да зборуваме до недоглед. Сепак ти благодарам што дојде во оваа специјална емисија за нашите стории во срце на дланка. Уште многу успешни книги, решени проблеми и што е можно помалку насилство. Ви благодарам.